Дали во Македонија стана полесно да се влезе или да се излезе од затвор? Зошто затворите станаа место за корупција? На овие теми разговараме со Виктор Цветковски, поранешен директор на Управата за извршување на санкции. Господин Цветковски, добре дојавте во студиото на Република. Добро ве најдов, после подолго време, драго ми е што сум пак овде во гост во вашето студио. Така, покрај адвокатија сте нели поранешен директор на Управата за извршување на санкции. Па какви се моментално условите во затворите? Многу се актуелни во последниот период. Сакам веднаш да расчистиме на работа. Факт е дека бегства од затворите секогаш имало и секогаш ќе има, не само во Република Македонија, бегства имало и во многу посилни, позаштитени казнено-поправни установи и во многу посилни економски држави кои што посветено, значи, се борат со мафијата и така натаму. Во овој момент последниот случај кој што се случи во Република Македонија можеби прелеа една состојба која подолго трае. Значи, јас и како поранешен директор на Управата за санкции и кога сум раководел со таа управа, и тогаш постоеле и оддалечувања, и тогаш постоеле и бегства. Имало случаи кај што едноставно таквите бегства знаат да направат или да бидат буквално и слични на филмските сцени кои што ги гледаме, што беше и случајот сега. Дали е полесно, сепак ќе кажам дека вакви случаи има и секогаш треба да бидеме свесни дека, и тоа било моје мото и кога сум бил дел во управата, вакви случаи еднаш ќе се случат и секој вработен треба да знае дека неговата обука, континуирана, неговото знаење, неговото постапување професионално мора да биде секогаш на едно високо ниво, зашто еднаш вакви случаи се случуваат. Така, ајде да почнеме со овој случај. Каде е направен пропустот со случајот на Беки Мемети? Значи, јас немав прилика да ги слушнам или да ги видам извештаите кои што ги имаат констатирано и вонредниот увид кој што го има направено Управата за санкции, уште помалку сите оние, немам увид во оние истражни и предистражни действија кои што ги има соберено МВР и јавното обвинителство, но моја првична претпоставка е дека најверојатно свесно не се превземени мерките на безбедност, не е постапено согласно правилниците кои што се клучни за овој тип на спровод, транспорт на осудено лице со така висока казна до здравствена установа. За мене први дискутабилно е медицинската природа која била најавена, дали во едно првично мислам дека се шпекулираше повреда или болки во екстремитетите, во раката. Што апсолутно... Тоа значи дека можело да се санира и во затворската амбуланта? Тоа можело да значи дека може утре дента во редовен термин од 8 часот кој ќе се отворат амбулантите, болниците, специјалистите и така натаму да се отиде. Првично тука е проблемот што е дозволено, веројатно тука командирот е единствен кој што одлучува во моментот. Тој раководи со установата во ноќните сати и неговата проценка по мене мислам дека тука е првичната грешка. Потоа втората е во делот на спроводот, начинот каде седел, дали имал врзани раци, така натаму, нивото на обезбедување. Не седел во задниот дел на комбето, така, тука напред. Не седел и тоа е пракса, за жал јас и како адвокат сега во пракса гледам дека одредени установи, тоа е пракса, мора да го признаеме тој и да го кажеме. И еве зошто се случува. Пред неколку месеци на спровод од установа казнено поправна, конкретно од Тетово, ми се носи лице каде што јас во предмет за стапувам оштетени, гледам дека истото лице го носат во цивилно возило на затворот и го носат без лисици. Седи на предното седиште и затоа ќе се случуваат ваквите работи. Така да ваквите пропусти не се веројатно тука ескалирале, но нема да биде пример и ако во некои други установи се случи. Случајен збор што го направивте, што го кажавте свесно, значи овие пропустите сметате дека се свесно направени? направени? Да, ова се свесни пропусти, значи сигурно дека ова било подготвувано, било бирано времето кога ќе се направи, значи ваква повреда се знае од кој дури многу пати се знае и нивото каде директорот го известува, односно командирот го известува директорот.
Директорот може би известува и повисоки односно директор на управа за санкции. Значи има одредени точки каде што мора и одредени ситуации и случаи да едно високо ниво на координација бараат. Што овде сметам дека апсолутно свесно е бирано да се избегне целата таа тој метеж сообраќаен, ноќта е бирана како можност, смената веројатно предпоставувам дека исто така е водена, подготвувано ова многу претходно. Има ли цена ова бегство? Колку чини едно бегство? Предпоставувам дека има. Јас првично кога истото го слушнав, знаејќи ги состојбите во казнено-поправните установи, предпостави дека огромни. Овде се, да кажем, шестоцифрени бројки по моја проценка, а тоа го слушаме цифри во евра. Во евра, тоа го слушаме и од нашите странки кои што се во установите, кои што издржуваат казна, и тоа е жива материја и тоа мора да знаеме. Затоа на почетокот кажав, овие установи работат со жива материја. Имаме еден цел случај, односно еден комплекс каде што МВР, јавното обвинителство, судот обезбедува докази, предистражна, истражна, па судска постапка, за да дојдеме во ситуација некоја работа од 4-5 години да ја држиме во казнено-поправните установи и да го штитиме општеството од криминогени структури. И ова е многу одговорна позиција и многу одговорен сегмент од целото општество. Така. Сите овие пропусти повлекуваат збор одговорност. Одговорност немаше од никако, туку оставка, туку беше сменет директорот на управата за извршување санкции. Дали тој е единствениот одговорен или виновен? Значи, не ме чуди одговорноста на директорот на санкции, затоа што и претходно случајот кој што ја го кажав, а сигурно го има и во други, претходно знаеме дека имаше одговорност и од директорот на Идризо неколку месеци претходно, сега ескалира со одговорноста на директорот за управа за извршување на санкции и апсолутно сметам дека во овој момент одговорноста е правилно лоцирана, затоа што факт е дека подолг период, гледате дека веднаш излегува и статистичките податоци, колку бегства се направени во последните 2 или 3 години, не знам кој период беше опфатен, огромни се бројките, што нема враќање од погодностите, од викенди, од одмори и така натаму, но имаме и класични бегства, така да во овој момент сметам дека правилна е одговорноста на директорот на управа за извршување на санкции. Сметам дека и решението во моментов, факт е дека поставениот вршител на должност Јовица Стојановиќ, го знам подолго време и лично, сум бил и во можност да работам заедно кога јас сум бил во санкции, тој беше на воспитно-поправниот дом, потоа и во Идризово. Сепак во овој момент мислам дека актуелната структура владеачка ова е најквалитетното решение по искуство и знаење. Но господин Цветковски, како е можно да нема одговорност за директорот и за заменикот директор на Идризово? Јас предпоставувам дека нема да застане тука во делот на санкции. Предпоставувам дека ќе има одговорности, тоа гледаме дека и министерот го спомна, дека во овој момент првично е тоа. Мислам дека сите овие податоци кои што и јас делумно ги изнесов стигале до министерот за правда и во претходниот период за работењето на извршување на санкции, ова е преличашата. Веројатно предпоставувам дека се очекувало да одредени работи се коригираат, не се коригирани, затоа директно се удри првично на директорот на санкција, а верувам дека ќе има и за заменикот и за директорот на Идризово, колку е нивната инволвираност и колку биле тие подготвени или можеле да ги спречат овие постапки. Зошто? Јавна тајна е дека Идризово е во добар дел. Не велам сите, има честни работници, во добар дел има присуство на корупција, посебно во делот на службата за обезбедување. Може би има и во делот на погодностите, во делот на службата за ресоциализација и така натаму, но таквите поединци треба да бидат спречувани, што апсолутно моите некои согледувања се дека таму не се работи за поединци, може би веќе и организирани структури и ќе треба макотрпна работа сето тоа да се искорени. Факт е дека проблем, меѓу другото, треба да се излезе и од партиските структури.
премногу се партизирани. Факт е дека во Идризово, дури и во затворот Скопје, популарно наречена Шутка, постојат структури поставени по хиерархија зависно од политичките партии, што дава негативни појави. Вие имате во ситуации каде што имате дуелизам меѓу директорот и заменикот. Потоа имате меѓу раководителот на службата за ресоциализација и командирот, односно заповедникот. Потоа имате по клуч командири. И сето тоа, таа партизираност, не само на оваа структура владеачка, со години наназад говориме, тоа мора да се искорени и морам ова да го кажам, со цел да дојдеме до некои позитивни трендови во казнено-поправните установи и пенитенцијарниот систем воопшто. Треба да се размислува, тоа беше и 2006 кога го носевме законот, како раководител на работната група која тогаш, нашиот предлог до последен момент беше да директори, политиката биде вмешана во казнено-поправните установи максимум до директорот на управа за извршување на санкции, надолу директорите на казнено-поправни установи да бидат професионалци од внатре. Оние кои што се најквалитетните, најчесните, најпрофесионални да бидат раководители на овие казнено-поправни установи, замениците да се тргнат како позиција, нема зошто заменици во овие установи да има, се знае кои се клучните служби, тие ќе раководат со затворите. Но сега во Идризово имаме класичен партиски кадар, од ДУИ и од алтернатива. 2006 година кога беше законот, буквално до последен момент одеше така и сите ние, и имаше и професори на правниот факултет кои беа дел од работната група и од другите казнено-поправни установи имаше учесници, апсолутно до последен момент на крај политичка волја снема. И кога влезе во собраниска процедура, тука законот претрпе измени, што сметам дека треба во тој правец да се размислува, мора политиката да ја тргнеме. Ако ние говориме за, ако може судството и обвинителството да се иземе и да се бори со тоа и да сторителите на кривични дела да ги санкционира, не смееме да дозволиме да во казнено-поправните установи паѓа целиот труд на сите оние предходно МВР, јавно обвинителство и судот, мако трпеме целиот процес да одредено лице го осудите, гледате, во конкретниот случај се работи за лице со кое лежи казна затвор за убиство. Нормално дека ако треба за 20 години да седи во затвор, ќе направи се и ќе плати цена, затоа што он во друг период тие пари ќе ги врати, доаѓа во ситуација за жал да најде корумптивни структури кај што тоа ќе му помине. Така, затворот во Идризово важи за најголем и за најстрог, но во тој затвор има проблеми со оние осуденици кај кои се водат уште неколку актуелни случаи. Тие во моментов не може да користат поволности како викенд, отсуство. Зошто е тоа така? Тоа најмногу се актуализираше со случајот на породичната министерка Јанкуловска. Не, тоа само министерката Јанкуловска можеби како име познато така на јавноста. Јас низ пракса како адвокат секојдневно се судруваме јас и моите колеги кога треба да ги штитиме нашите штитеници и нивните права. И доаѓаме во ситуација, еве конкретно ќе ви одговорам дека ваков конкретен случај кај што лично сум можел и сум имал можност да комуницирам со сегашниот ВД директор на, тогаш беше исто директор на управа за санкции, и тогаш постоеше, мислам дека се работи за период 2017-18, се работи за правилник кој не дозволува користење на погодности доколку имате други постапки. Што е правилник во рамките на Идризово, така? Кој што го носи министерот за правда на предлог на управа за санкции. Важи за сите затвори, само за Важи за сите. Значи тој правилник може, мислам дека и на сајтот на управата го има или на Министерството за правда, не сум сигурен, но би требало да го има. Во суштина тој правилник регулира, значи на кој начин се користат погодности. Тој правилник за жал го донесе тогаш министерот за правда Маневски и тој остана да функционира, иако уште 2017 од тогашниот директор на управа за санкции беше кажано дека ќе го променат. Еве гледате, 4-5 години веќе тој правилник не е променет и тој важи за истите. Тука каде е проблемот со тој правилник? Тој е
спротивен устав, Дискриминирачки е. дискриминирачки е. Зошто? Плюс тоа, начелото на презумпција на невиност постои. Тоа што се води за мене постапка не значи дека ќе бидам Таа може ќе биде одбивателна, виновен, ќе биде одбивателна, ослободителна. Така. Значи не знаеме од кој се мотиви ќе дојде, но очигледно од некој причини тој претпоставам дека си и тогаш политички бил донесен таков правилник и директно влие на правата и погодностите на осудените лица. Кој треба да Тој покрени правилник иницијатива да се потхипно. промени? Па јас верувам дека сите овие настани кои што сега се случуваат, јас верувам дека министерот за правда го носи тој правилник, а предлогот го дава управа за извршување на санкции. Предпоставувам дека ќе успеат под притисок на јавноста сегашниот ВД директор и министерот за правда да го променат и се знае, значи тие погодности имате казна. Многу други сегменти одлучуваат за дали некое лице ќе користи погодности. Значи, од комплетно целиот процес на ресоциализација, неговиот однос кон казната, начинот на издржување и почитување на куќниот ред, правилата при издржување на казна и така натаму, носењето со самата казна, значи тоа е еден сегмент како вие ја доживувате и колку сте подготвени да се ресоциализирате и службеното лице од службата за ресоциализација, значи тој воспитач го цени тој момент и тој дава предлог до директорот одлучува дали некој лице. И апсолутно доволно мерки и можности има на проверка, а најлесно има нова постапка, нема да одиш нигде и директно се кратат правата на... И сметам дека и ова интервју и овој наша изјава, тоест моја изјава треба да оди во тој правец што побрзо да се промени тој правилник. Зошто женските осуденички мора да извршуваат затворската казна во Идризово? Не постои шанса во ниеден друг затвор. Значи, Повторно пример е... Па вака, тоа е веќе, нели, првен бројот на осудени лица. Бројот на осудени лица не е толку голем, тоа женско оделение многу одамна е направено, функционира во состав на Идризово. Нормално тоа оделение функционира со почитување на сите права на женската популација која што издржува казна затвор. Еве и 2006 година не била разгледувана можноста да се тргне. Он како оделение е дислоцирано од затворениот дел во Идризово, од кругот е дислоцирано, посебна зграда и така натаму и сите правила се запазени. Дали би можело да има некое друго оделение или на друго место, тоа е веќе проценка. Зошто? Затоа што тука треба пред се финансиски средства да се издвојат. Тоа и во моментов е издвоено и не треба да го гледаме како заедно со осудената популација од машки пол, сосема се раздвоени и со објекти и со физичка преграда и така натаму. Така да нема воопшто тука спорно, само е прашањето дали некогаш тука треба државата да инвестира, да тоа оделение, ако не е во Идризово, мора да биде во некој друг дел. Затоа што реално во состав на некоја друга казнено-поправна установа, зашто мала е бројката и самиот систем ќе дополнително бара, нели, треба кујна, треба други пропратни елементи кои што се многу битни за ресоциализација процес и од тие причини се оди со едно вакво решение. Така, каква е состојбата со другите затвори во Македонија? Значи, претходно сакав да ви кажам дека на едно од прашањата Идризово е најголем затвор, но не е најстрог. Значи, од мој сознание, значи, сите други казнено-поправни установи, па и домови, и Прилеп, и Штип, може би важат за построги. Зошто? Токму од овие претходни причини. Многу помалку поврзаност, што политичка, што родбинска, што по некои други линии, и доаѓате во ситуација да другите затвори, Битола, Куманово, Штип, важат за многу построги, отколку само Идризово. Целата онаа поставеност и гломазен систем како што е поставен во Идризово дава многу аномалии и идејата и тогаш 2006 година беше и прв пат како закон восстановивме мрежа
и го зголемивме бројот на домови, казнено-поправни домови за издржување на долги казни. Тогаш го дадовме штип. Во меѓувреме се направи измена, се направи уште еден во казнено-поправен дом во Прилеп, исто за издржување на долги казни, но сакам да кажам дека идејата на такви казнено-поправни домови е да се намали и растерети притисокот на Идризово, што мислам дека тоа не го прави актуелното досегашното. Така да кажете дека Прилеп и Штип интенцијата е да се сместуваат затвореници кои имаат подолги казни? Подолги казни. Така. Не е интенцијата, законско решение е кое што е интенцијата е преточена во законско решение за да може да се растерети тој притисок. Факт е дека се повеќе има долги казни по онаа местна надлежност која што имаат сите структури, но ви овозможува да имате паралелно установа која од разни причини, дали пред се од безбедносни, одредени лица ги префрлите од Идризово, да може да ги сместите во друга установа, каде што ќе го намалите притисокот. Јас верувам дека таа контрола која недостасува и мислам дека актуелниот директор ја плати цената со неговата смена во делот на контрола на казнено-поправните установи. Значи, секојдневно мора да се контролира ситуацијата во казнено-поправните установи на дневно ниво, посебно Идризово кое е прашање, за да не се востановуваат одредени структури, линии на комуникација и од тие причини таквите рокади и промени се прават од безбедносен аспект, за да не се случуваат кланови поврзувања помеѓу структурите во затворот и осудените лица. Како стана затворот во Струга најпопуларен затвор? Го нарекуваат ВИП затвор. Па, пак е со пропустите или правните празнини кои што ги има, но и за тоа има решение. Значи, еве, први, пак би кажал, постојат и тука одредени политизирање на одредени случаи и тоа не се прави по мене, зборувам, ова е мој личен став, не се прави без одредени премижување и така натаму. Зошто? Затоа што и за тоа има решение. Да, дали осуденото лице, дали адвокатскиот тим ќе го проценат тоа, ќе направат таков маневар со промена на живеалиште, но директорот на санкции секојаш, пошто ако знаеме дека одредено лице, дури и во истрага, имал бегство, имал начин на судење кој што бил дискутабилен и тогаш во очите и на јавноста и моја како одговорно лице, мене од безбедносни причини не ми пречи пак со законот за извршување на санкции да го премести. Тој го искористил правото со промена на живеалиште да биде во Идризово. Јас сметам како директор на санкции дека во моментов може да ми се даде во бегство, ако веќе во истрага имало такви обиди и во тој случај ќе искористам законска можност, ќе го преместам пак во одреден затвор, кај што ќе му биде мерката на обезбедување. Дали е вистина она што се коментира на шега дека затворениците во затворот во Струга имаат клуч од своите кели? Јас не можам да тврдам дали е тоа вистина, таков податок јас немам, нити располагам, но факт е дека затворот во Струга е затворот отворен тип и тука има исто една... Што значи отворен тип? Да влегуваат, да излегуваат кога сака? Значи, отворен тип е начин на, или ниво на обезбедување кое што пред се важи за отворен третман. Значи, тоа значи најмалку обезбедување, али и начинот и казната и однесувањето треба да исполнувате услови да бидете во отворен затвор. Тука е дискутабилно, мислам дека Министерството за правда треба да направи една анализа. На времето затворот беше за дела од небрежност. Значи, Струшкиот затвор, односно казнено-поправна установа, казнено-поправен дом од отворен тип, беше исклучиво за кривични дела од небрежност. Ово баш сега овие што лежат баш и не се од небрежност. Така, тука треба да се ограничи. Се знае, казнено-поправна установа, и тука исто имаме правилник, казнено-поправна установа полуотворен тип. Тоа се претежно сите други затвори, осим овие што ги кажавме, Прилеп, Штип и Идризово, Битола, Куманово, Струмица и така натаму,
Сите тие, Скопје, сите тие се казнено-поправни установи од полуотворен вид и они имаат отворено оделение, затворено оделение и таквите затвори даваат можност да прогресира и со неговото однесување. Правилникот мислам дека се уште важи до 3 години за примарни сторители. Тоа значи дека најсоодветно било да овие лица бидат во казнено-поправни установи од полуотворен тип, каде што со своето однесување треба да се избори до третман за отворен тип. Во овие установи до 6 месеци за повратници, значи се е планирано и мислам дека во тој правец треба да оди измената, да си остане исклучиво отворен тип за кривични дела од небрежност, сообраќајќи и така натаму. И има сега многу чести се одговорните лица кога одговараат како одговорно лице во правно лице, обично во несреќни случаи кога имаме во градба, градежништво и така натаму. И таа установа треба да се остави тој начин или да се размисли да се премести во казнено-поправна установа од полуотворен тип со тоа што ќе се дигне степенот на обезбедување. Во тој правец треба да се размислува, инаку и овде кога веќе говориме за надлежностите, сметам пред неколку дена, пред да биде овој настан, се размислуваше за токму поттикнати од случајот со КП Дом Струга, да се затворот Скопје да биде исклучиво притворот да се премести во Идризово, а затворот да остане за овој тип на осудени лица кои што се со повеќе казни и така натаму. Мислам дека ќе се направи грешка Така, и тука треба грешка. внимателно. Што би значило тоа? Сите за правда. притвореници од шутка наместо во шутка ќе Ќе бидат во да, Идризово. се размислува, тоа успеав да го фатам, мислам дека министерот за правда го изнесе некаде на овие дебати. Треба да се внимава. Зошто? Во тој случај притворот комплетно би се направило притворско оделение за територијата на основните судови на Скопје во Идризово и тогаш ќе направиме грешка. А во сегашната шутка кој ќе лежи? Се размислува да бидат ваквите типови на постапки кои што има една казна, па се водат други постапки, па додека не завршат да издржува казната тука, да биде достапен на органите на прогон, да нема грешки во поканите, позивите и така натаму, па не доаѓа, па се одлага рочиште. Буквално додека трајат други постапки, да издржува казна на затвор во одредена установа, односно во затворот Скопје, од организиран криминал, и додека трајат постапките, издржува казната, достапен е тука за другите постапки. Но, ако се префрли притворот, што ќе направиме? Најчесто или добар дел организиран криминал, оделението за организиран криминал е лоцирано во Скопје, судот кривичен е во Скопје и се работи за високи казни. Тогаш ќе ги поврземе сите осудени лица за високи казни, за тешки дела, каде што имаме и доживотни казни и долги казни затвор. Од друга страна, притворите со тешки дела ќе ги врземе, а ќе ја направиме корумпираната спона која што имаме во Идризово. Тогаш овие две структури, буквално, јас многу пати кажам, може државата, власта да ја бутнат, кој ќе се поврзат две силни структури во притвор и во затвор, а имаме корумпирани дел на корумпирани вработени кои што само ќе ги поврзат овие две структури. Со други зборови, уште повеќе ќе се засили корупцијата во затворите. Ќе се засили корупцијата, а и од друга страна ќе направите силни структури кои што буквално може да влијаат на општествените текови во една држава. Значи, кога некој одговара за високи казни, за тешки дела, за терористички кривични дела, односно поврзани со тероризам и така натаму. Не само што нема. Тоа е во состојба да направи уште потешки дела и да ги лоцира и насочи према најодговорните во оваа држава. И мислам дека Идризово како Идризово многу е гломазно за контрола, многу е големо, преку 400-500 вработени има во Идризово. Само една структура на служба за обезбедување, мислам дека се меѓу 200 и 300 вработени, плюс други вработени. Вие во една таква структура немате контрола. А ќе ги поврзете високите казни со организиран криминал притвори. Ова го кажувам од пракса како адвокат. Значи, знам
и не само јас и моите колеги кои работат во кривичната материја, знаеме тоа поврзување како оди и на кој начин и со корумпираната структура која постои, се уште не искорената во Идризово, вие ќе дозволите да бидат поврзани. И тоа такво нешто не сме да се го дозволи државата и сметам дека во оваа насока треба Министерството за правда да размислува и да не ги поврзе оделението. Неспорно е да се размислува за затвор Скопје, да си продолжи организиран криминал надлежност и така натаму, но притворот да се премести во целост во Идризово, мислам дека ќе биде катастрофална грешка. Господин Цветковски, ви благодарам за интервјуто. Се надевам дека надлежните ќе ги послушаат вашите совети на оваа проблематика и ви посакувам многу среќа во адвокатската кариера. Ви благодарам многу.